Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Јас го подавам своето тело во жртва жива, света и благоугодна на Бога. И тоа е моја духовна служба. Не се управувам според овој свет, туку се трансформирам преку обновувањето на мојот ум, за да дознам која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Ја облеков врз себе правдата како оклоп, а на главата своја го ставив шлемот на спасението. И се облеков во кошула на одмазда како во облека, се покри во ревност како наметка. Господ е моја вечна светлина и моја слава. Господ, мојот Бог, ми создаде ново небо и нова земја. Минатото не си го спомнувам, ниту на ум ми доаѓа. Ми наврти кон мене мир како река и богатство како поток. На рацете ме носат и на колена ме милуваат. Врз мене почива духот Господов, дух на мудрост и разум, дух на совет и крепост, дух на знаење и богобојазливост. Јас се исполнувам со страв Господов. Судам не според тоа како што очите мои гледаат и ги решавам делата не според тоа како што ушите мои слушаат. Јас им судам по правда и делата на страдалниците според вистината. Појасот на половината моја е правдата, а појас на бедрата мои вистината. Ги внесувам во срцето свое сите зборови Божии и ги исполнувам, зашто тие не се празни зборови, туку мој живот и преку нив живеам долго на земјата. Ти, Господи, ја благословуваш силата моја и ги примаш делата на рацете мои, ги поразуваш бедрата на непријателите мои што стануваат против мене и кои ме мразат, за да не можат да се подигнат. Господ ме сака, јас живеам во него со радост. Бог ме заштитува секогаш и јас одморам врз рамената негови. Господ ја благословува земјата моја со многу сакани дарови небески, со роса и со дарови од бездната што лежи долу, со најдоброто што доаѓа од сонцето и со најдоброто што го донесува месечината, со дарови од старите планини и со дарови од вечните ридови и со најдоброто тоа што исполнува земјата. И благословот на оној што исполнува земјата, и благословот на оној што се јави од капината слегува врз главата моја. Со радост црпам вода од изворите на спасението. Ти, Господи, ми даде повелба и ме повика да го исполнам гневот Твој. Јас, која сум јунак за Тебе и се радувам на величието Твое. Мојот ум е управуван од Светиот Дух и затоа има мир и живот. Во се победувам надмоќно преку оној кој ме возлюби. Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној кој ме пратил и да го извршам неговото дело. Јас му припаѓам само на Исус Христос. Ја имам распнато својата грешна телесна природа заедно со незините необуздани желби и страсти. Гледам колку ми напредува работата и светилката моја не се гасне. Со мудрост ја отворам устата своја и кротка поука има на јазикот мој. Ти, Господи, ме учиш на добро и на разумно, зашто верувам во Твоите заповеди. Јас сум дисциплинирана за да се научам на Твоите повелби. Срцето ми е непорочно во Твоите повелби за да не се посрамам. Никогаш нема да ги заборавам Твоите правила, зашто преку нив ме оживуваш. Твојот збор е светилник на нозете мои, светлина за патеката моја. Го натерав срцето свој да ги извршува повелбите Твои, секогаш и до крај.
Го правам она што е право и праведно. Ти, Господи, ме избавуваш од човечко наследство, за да ги пазам Твоите заповеди. Ме осветлуваш со светлината на лицето Твое и ме учиш на Твоите заповеди. Очите мои се отвораат пред утринската стража, за да се поучам од Твоите зборови. Душата моја ги пази Твоите уредби. Живее душата моја и Те слави, и Твоите уредби ми помагаат. Нека е благословено името на Господ од века и до века, зашто во него има мудрост и сила. Тој ми открива што е длабоко и сокриено, знае што има во темнината и светлината живее во него. Тој открива тајни. Ти, Господи, ме привлекуваш со нежност и со љубов и кротко ми подаваш храна. Силна сум зашто ја извршувам волјата Твоја. Секое место на кое стапнуваат стапалата на нозете мои, Ти, Господи, ми го даваш. Ти, Господи Исусе, достоен си да ја земеш книгата и да ги скршиш нејзините печати. Зашто Ти беше заклан и со својата крв ме откупи за Бога од секое колено, јазик, народ и племе и ме направи на нашиот Бог царица и свештеник. И јас царувам на земјата. На оној кој седи на престолот и на јагнето, благослов и чест, слава и власт во сите векови. Јас сум воскресната за да живеам со Христос. Затоа се стремам кон она што е на небото, каде што Христос живее, седнат од Божјата десна страна. Размислувам за она што е на небото, а не за она што е на земјата. Вистинскиот живот е скриен во Христос, кај Бог. Јас облеков и ја отворлив мојата стара природа со незините навики, па наместо неа облеков нова природа, која постојано се обновува. Колку што подобро го запознавам Христос, која создаде новата природа во мене. Зборовите на Христос со сето нивно богатство го исполнуваат мојот живот. Мене не ми напакостуваат ни забите на отровните змии, зашто Твојата милост ми дојде на помош и ме исцели. Зборот Твој, Господи, лекува се. Јас светам како искра меѓу гранки, а плодот на моите добри трудови е славен. Ти, Господи, ми го отвори умот за да го разберам Твојот збор. Твојот збор е вдахновен и е полезен за моја поука, обликување, за поправање, поучување, воспитување во правдата, за да бидам совршено подготвена во секое добро. Јас сум блажена бидејќи не одам по советот на нечесните и не стојам на патот на грешниците и не седам во седиштето на подсмевачите, туку волјата ми е во Господовиот закон и за него размислувам дење и ноќе. Ти, Господи, ме испрати, јас нема да ги преклонам колената пред неверниците и туѓите богови. Не дозволувам злото да ме победи, туку го победувам злото со добро. Бог е оној кој ме утврди во Христос и ме помаза. Он ме запечати и ми даде залог на духот во срцето мое. Јас се јавувам како Христово писмо, составено преку мојата служба. Напишано не со мастило, туку со духот на живиот Бог. Не на камени плочки, туку врз телесни плочки на срцето. Мојата способност доаѓа од Бога, кој ми даде да бидам слуга на новиот завет, на Духот, зашто Духот оживотворува. Јас не паѓам со Духот, но ако мојот надворешен човек тлее, внатрешниот од ден на ден се обновува. Живеам според верата, а не според гледањето. Јас сум пратеник место Христос, како Бог да зборува преку мене. Господ го умножува семето мое и ми дава да израсте житото на мојата правда, за во се да се збогатам со секаква дарежливост. Оружјето на моето војување не е телесно, но со помошта Божја е силно да разрушува тврдини.
Со него уништува мудрување и секое превознесување што се крива против познавањето на Бога и поробување на секој разум, за да му биде покорен на Христос. И подготвена сум да казнам секаква непослушност. Елиезер